Повратни средства во висина од 80% за инсталира нов систем капка по капка или пак нов бунар. Заменик министерот за земјоделство Костадиновски вели дека мерката ќе стартува за 3 месеци и истата ќе може да искористат сите фармери кои земјоделството им е примерна дејност. На годишно ниво од буџетот ќе се двојат по 3 милиони евра. На овој начин се очекува драстично зголемување на примената на системите кои нудат сериозна заштеда и производство на конкурентен производ со цена. Процентот од 50, висината од 50% ќе ја зголемиме на 80% и ќе овозможиме зголемување на површините како критериум кој што ќе се одлучува при одобрувањето на апликациите за овој проект кој што ќе почне да се применува од 2017 година. Што значи тоа? Дека ако до денес сме имале реализација на околу, да речам, неколку стотици хектари за околу 60 лица преку 2014-15 и последно од 16 година, планираме да го зголемеме бројот на одобрени проекти и површината која што ќе биде покриена од вакви системи за наводнување. Математиката вели дека за 10 хектари поджитна култура инвестицијата за системот капка по капка изнесува 1.123.000 денари. Од нив или 984.000 денари или 80% ќе покрие државата. Тоа се средства кои остануваат во џебот на македонскиот земјоделец, а остатокот ќе треба сам да си го плати. За другите пак каде инвестицијата е поголема, останатите 20% ќе може да се обезбедат преку ефтината кредитна линија на Македонската банка за поддршка на развојот, каде каматната стапка изнесува 2%, а рокот на отплата е до 5 години. Кога имате капка по капка се вложи еден многу мал волумен од почвата и мора тука да ги аплицирате ѓубрињата, значи директно во зоната на коренот, што овозможува многу полесно усвојување на водата, полесно усвојување на хранивата и заради тоа се постигнуваат високи, да не кажам, рекордни приноси. Системот капка по капка е измислен и усовршен во Израел во 60-тите години на минатиот век, а во последната деценија станува се позначаен за земјите од Европската унија. Пред 6 години системот е прифатен како основен метод за наводнување на Кипар, Малта и Словенија, а од страна на поголемите земјоделци и кај нас. Ако имаме поставено капка систем на еден лозов насад, тоа значи дека тај лозов насад ќе живее многу години, значи може да живее 30, 40 и 50 години, а додека ако немаме капка систем, значи тај лозов насад, прибидејќи сега временските услови гледаме дека се доста променливи, значи питање дали може да остане. Тоа е едната позитивна работа и другата позитивна работа е што поставувањето на капка системот, значи имаме многу повисоки приноси и можеме, значи, да извршиме разни, да речеме, кристални ѓубрива, значи, за да го заштитиме насад. Со системот капка по капка, заштеата по хектар спрема наводнување со бразди е голема. Од 50 до 80% негде, зависно од почвата. Значи од песоклива до глинеста почва. Просечната сума потребна за изградба на бунар до длабочина од 50 метри изнесува 150.000 денари. Со најновата мерка државата ќе покрие дури до 80%, пари кои остануваат како заштеда на земјоделецот. Дополнително ќе бидат извршени законски измени со кои што ќе се олесни постапката за добивање на водостопански дозволи за изградба на бунар.